Централен дневник на К1. Добро вечер, почитувани гледачи. Христос се роди, честит Божик. Започнуваме веднаш по најавата. Со Божикња литургија започна празнувањето на еден од најголемите христијански празници – Божик. Божикњо празнување за лицата заболени од церебрална парализа во организација на епархијата Повардарска. Историски најголем буџет од 13,5 милиони евра ќе има општина Кавадарци. Утрово со Божикња литургија во храмот на Свети Великомаченик Пантелеймон велишани го славеа Христовото раѓање. Сите со иста мисла, овој празник да донесе здравие, среќа, мир и благосостојба во домовите. Христос се роди, навистина се роди. Овие зборови одекнуваа во храмот на Свети Великомаченик Пантелеймон во Велес, каде традиционално митрополитот Повардарски и Македонски, господин Агатангел, одржа свечена Божикња литургија. Граѓаните со насмевка на лицето, во кругот на најблиските го празнуваат Христовото раѓање. Сите со иста мисла, овој празник да донесе здравие, среќа, мир и благосостојба во домовите. Па да донесе прво слога меѓу луѓето, мир, разбирање, љубов, на крајот и пари, средство за живот. Па среќа, радост на сите. Здравје. И тоа, берекет, да имајте сите и за нас. И семејството Чадиеви на Божикњата литургија запали свеќи за здравие, мир и берекет. На сите македонци кај да се наоѓаат во светот, им го честитам овој голем денот на Христовото раѓање. Им се посакувам многу здравие, среќа, радост, успех на нивните фамилии, во приватниот живот. Истовремено на сиот македонски народ ги патувам истите честитки. Еве денеска сум тука заедно со мојата фамилија. Традиционално, како секој Божик, како секој православен празник, да го присветиме нашиот најубав православен храм во Република Македонија, Свети Велики Маченик Пантелеймон, и да заедно со моите сограѓани го пречекаме овој и прославиме овој светол ден. Во сите православни храмови на Повардарската епархија се одржуваат вакви свечени литургии. Македонската православна црква најави дека и во следните 2 дена, кога се празнува Божик, ќе се одржуваат свечени божикни литургии. Божикњо празнување за лицата заболени од церебрална парализа во организација на епархијата Повардарска. Ова е вистински начин да се искаже вербата во Бога, кој е лекар над лекарите и ја намалува болката, вели митрополитот Повардарски господин Агатангел. На денот на раѓањето на Спасителот Господ Исус Христос, митрополитот Повардарски господин Агатангел организираше божиќен ручек за децата заболени од церебрална парализа. Ова е вистински начин, вели духовниот татко, да се искаже вербата во Бога, оти тој е лекарот над лекарите и ја намалува болката. За да можат да ја почувствуваат радоста, не само децата, но и нивните родители, за спасение на нивните души и за здобивање на Царството Небесно. Да се прими молитвата и заедно помина овој ден за членовите на Сдруженијето е доказ дека тие не се сами во напорите да се олесни животот на овие лица. Радоста е неизмерна, многу голема, заради тоа што овој величествен ден еве можеме да го поминеме заедно и уште еднаш да подсетиме дека ние сме еве дел од општеството во кое што живееме и не сме сами, благодариме што не сме сами, имаме секогаш поддршка, знаеме кој е со нас и знаеме дека во оваа 2016 година сигурно ќе направиме уште многу крупни чекори за да го подобриме животот на лицата со попречености. Во процесот на подобрување на условите за живот на оваа категорија активно учествува и локалната самоуправа. Голема благодарност во името на градот, на граѓаните на општина Велес, до владиката за оваа хумана акција што ја организира секоја година традиционално. И да овие наши сограѓани бидат дел
од големиот настан, од Христовото раѓање. Божитното дружење заврши со песна која ја предводеа членовите на младинскиот црковен хор. Со синокешната Бадникова вечер завршија божикните пости. Голем дел од христијанските верници во изминативе 40 на дена се воздржуваа од консумирање на мрсна храна. Лекарите со препорака, периодот на адаптација ќе биде полесен, доколку во исхраната постепено се внесуваат производи од кои човекот се воздржувал во текот на постот. Со Бадниковата вечера завршија божитните пости. Многумина од христијаните кои 40 на дена се воздржуваат конзумирање на мрсна храна изутринава беа на причество храмовите на Македонската православна црква. Денешниот ручек за поголем дел е прво омрсување. Внимателно со внесувањето на мрсна храна. Ова е препораката на лекарите. Им советувам на пациентите да конзумираат често пати во помала количина и не одеднаш големи количини на масна храна, бидејќи ќе се јават проблеми со стомакот, со црниот дроб, со жолчката. Значи, умерено консумирање на храна која содржи масти. Периодот на адаптирање, вели доктор Мишева, ќе биде олеснет ако во исхраната постепено се внесуваат производи од кои човекот во текот на постот се воздржувал. Препораката е во првите денови по завршување на постот доминантната храна од животинско потекло да бидат обезмастени млечни производи, но и нискокалорично месо. Во 2016 година се очекува да бидат отворени 11.780 нови работни места. Само со новата инвестиција во Велес и Јадалица ќе имаат можност да најдат вработување. 11.780 работни места се очекува да бидат отворени во оваа 2016 година. Во првата странска инвестиција која што ќе биде отворена во Велес, работно место ќе најдат и Јадалица. Името се уште не се знае, но се очекува наскоро да биде откриено. Инвестицијата во Велес ја најави премиерот во новогодишното обраќање. Компанијата Делфај од САД ќе отвори 500 нови работни места, а ќе инвестира во индустријската зона Бунарџик. Почетокот на производствените активности треба да бидат во втората половина од 2016 година. Станува збор за автомобилска компанија која во погоните во Македонија ќе произведува најнова технологија на модул за возила кој ќе се вградува низ цела Европа. Johnson Controls во Струмица ќе вработи нови 1500 работници. Напред автомобилскиот гигант ќе почне со работа во Струмица на веќе постоечки објект. Инвестицијата е од 20 милиони евра. Key Safety System во Кичево пак ќе вработи нови 1000 лица. Оваа компанија почна со изградба на нов објект. Се очекува процесот да заврши до јуни 2016 година. Компанијата е специјализирана за производство на воздушни перничиња за автомобилска индустрија, сигурносни појаси и електроника. Во 2015 година 30 на компании инвестираа во Македонија, а според очекувањата 2016 ќе биде година во која повеќе странски инвеститори ќе го вложат својот капитал на македонско тло. За 2016 година Кавадарци досега има предвидено историски највисок буџет. 13,5 милиони евра ќе бидат определени за најприоритетните проекти за граѓаните. Околу 13,5 милиони евра тежи буџетот на општина Кавадарци. Според надлежните, ова досега е историски најголемиот буџет на оваа општина. Истиот вклучува и префрлање на средства од минатата година, но и кредитни средства од Светска банка. Имавме некои проекти поврзани со финансии од Светска банка, кои што се префрлија во наредната година и заради тоа, па и заради одредени финансии кои што ги префрливме наредната 2016 година, а се од владата на Република Македонија, ќе бидат реализирани 2016 година и тоа беше еден од условите за да проектираме досега најголем буџет на локалната самоуправа Кавадарци. Од општината информираат дека ќе се реши главниот проблем со паркирањето, ќе се реализира агроберзата, а по барање на инженерскиот состав во локалната самоуправа ќе се интервенира најмногу на главните улици. На прво место паркирањето, кој што да подсетам на 2 наврати не ни успеа 2015 година заради непостоење на соодветен интерес.
Потоа агроберзата, која што ја продадовме во 2015 година, која што ќе биде реализирана оваа 2016 година и од која што очекувам за прв пат после долго време да имаме организиран откуп на не само на грозје, туку на сите земјоделски производи. Наредната година, по барање на инженерскиот состав на локалната самоуправа, ќе интервенираме најмногу на главните улици во градот. Оваа година ќе продолжат и реконструкциите на основните и средните училишта. Оваа година исто така, почнато од лани, ќе имаме имплементација на доградба на гимназијата Добри Даскалов, како и интервенција на кровната конструкција на средното општинско училиште Киро Спанџов Брко и интервенции исти такви во основното општинско училиште Тоде Хаџитефов. Локалната самоуправа се надева дека по пат на јавно-приватно партнерство годинава ќе започне изградба и на аквапарк. $2 милиони од ИПА-2 програмата за консолидација на земјоделското земјиште до 2017 година. Според ресорниот министер Михаил Цветков, без консолидација на земјиштето не може да се очекува квалитетно земјоделство. Од 2017 година Македонија за консолидација на земјиштето од ИПА-2 програмата има €2 милиона. Една од клучните слабости на македонското земјоделство, кој го лимитира обемот на производство, создава дополнителни трошоци, оневозможува примена на современи агротехнички мерки и механизација, се малите и фрагментирани површини, како и големиот број пространо раздвоени парцели. Според ресорниот министер Михаил Цветков, без консолидација на земјиштето не може да се очекува квалитетно конкурентно земјоделство. Промената на постојаната состојба е комплициран и долготраен процес, особено ако се има предвид дека просечната големина на земјоделските стопанства е од 2,5 до 2,8 хектари, а на катастарските парцели од 0,3 до 0,5 хектари, што е далеко од европската, која изнесува 20 хектари. Проблем со фрагментираноста на земјоделските површини имаат сите земји во регионот и генерално земјите во транзиција. Македонија по 2017 година за консолидација на земјиштето ќе добие уште €2 милиона. Државниот врв на Божиќна литургија во Соборниот храм. По основ на исплата на декемвриската пензија исплатени се вкупно 3 милиарди 844 милиони денари. Вести од Македонија. Христос се роди. Со овој величествен поздрав по повод големиот христијански празник Божик, архиепископот Охридски и Македонски господин Стефан, заедно со светиот архиерејски синод на Македонската православна црква, Охридска архиепископија, упатија Божикно послание во кое им пожелуваат мир и благослов од Бога на свештенослужителите, монаштвото и на сите верници. На Божикната литургија во Соборниот храм присуствуваше и државниот врв. Председателот Иванов на сите верници кои денеска го слават Божик им го честиташе големиот христијански празник и порача дека она што го посакува за себе и за своето семејство го посакува и за сите граѓани на Република Македонија. Председателот на собранието пак Велјановски, честитајќи им го Божик на граѓаните на Република Македонија од православна вероисповед, им посака мир и спокој, здравје, среќа, љубов и успех. И премиерот Груевски им посака здравје, многу љубов и спокојство на сите граѓани од христијанска вероисповед. Инаку оваа година исто така ќе се одбележува и 1000 години од упокоението на Свети Јован Владимир, кој маченички пострадал во Преспа. На своите трансакцијски сметки пензионерите ги добија декемвриските пензии. Во последниот месец од 2015 година, просечната пензија во државава изнесува 13.095 денари. Во Македонија има 301.000 пензионери. По основ на исплата на декемвриската пензија, исплатени се вкупно 3 милиарди 844 милиони денари. Редовната исплата на пензиите останува и понатаму приоритет на оваа влада. Поројни дождови предизвикаа поплави во речиси сите општини во Косово, една година од нападот врз Шарли Ебдо. Во продолжение вести од светот.
Поројни дождови предизвикаа поплави во речиси сите општини во Косово, а најтешка е ситуацијата во општините Малишево, Суварека, Глоковци и Ѓаковица, пишува Бета. Според пишувањето на оваа агенција, штетите од поплавите се големи, но добро е што засега немало информации за жртви. Премиерот Иса Мустафа одблизу ја следел ситуацијата и побарал од надлежните да се координираат со општинските власти за да бидат преземени сите мерки, да се ангажираат сите капацитети за надминување на ситуацијата и укажување на помош на граѓаните. Француското сатирично списание Шарли Ебдо ја одбележа првата годишнина од нападот врз неговата канцеларија во Париз со специјално издание. На насловната страна е прикажан маж со брада, кој представува Господ со калашников во рака и со наслов кој гласи: една година подоцна, нападачот се уште е во бегство. Со насловната страна се одбележува годишнината од нападите врз редакцијата, кои се случија на 7 јануари 2015 година. Тогаш двајца исламистички милитанти упаднаа во канцеларијата на Шарли Ебдо во Париз и отворија оган кон вработените, при што убија 12 лица. 3 дена по нападите билансот на загинати достигна 17 лица, вклучувајќи го и нападот во маркетот за кочар производи и рацијата во печатницата во предградие на Париз. Во текот на оваа недела, Франција планира да одржи низа настани во спомен на жртвите. Македонија со пат на ФИФА листата. На 11 одиграни дуели ноќеска во НБА лигата, на 8 од нив победија гостинските екипи. Се комплетираше првата фаза од Лигата на шампиони. Во продолжение останатите спортски вести. По последното рангирање на Светската фудбалска федерација, македонската репрезентација новата година ја започна со пат од 2 позиции на официјалната ранг листа. Црвено-жолтите се најдоа на 138-та позиција во друштво на Филипини, Куба, Хонг Конг, Јужен Судан и екипата на Либан, која во ноември минатата година не порази со 1-0 во Скопје. Сегашниот пласман пак е за едно место подобар од најлошиот кој македонските фудбалери го имаа минатата сезона како 139-та селекција. Подобрување на FIFA рейтингот се очекува доколку има позитивен исход на пријателските средби со Словенија и Бугарија, кои што ќе се одиграат во март. Минатата е една од најслабите години во историјата на фудбалската репрезентација, кога стартуваше на 100-та позиција, за до крајот да има пат од 36 места. По Горан Пантев и Александар Трајковски, кои се македонски представници во италијанската серија А, големи се шансите македонскиот репрезентативец Илија Несторовски да ги брани боите на Палермо. Според италијанските медиуми, преговорите со неговиот сегашен тим хрватски Интер Запрешик се започнати, кому Палермо е подготвен да му исплати оштета од околу 500.000 евра. Несторовски е еден од најуспешните во хрватското првенство со постигнати 13 гола на 19 надпревари. – 2016 во наелитното надпреварување во женски ракомет започна со победа на француски Флори, кој со 27-21 ја порази екипата на Турингер. Со ова се комплетираше првата фаза од Лигата на шампионите, надпревар кој требаше да се игра во ноември минатата година, но беше одложен поради терористичките напади во Париз. Главната рунда започнува викендов, каде двата тима се во директен дуел за пласман во четвртфиналето. Во сабота ќе се одиграат дуелите Гер Будукност и Ростов Ференцварос, додека неинтересен за нас е надпреварот меѓу женскиот ракометен клуб Вардар, кој на домашен терен го пречекува Букурешт. Дуелот е закажан за 17 часот и 30 минути. На 11 одиграни дуели ноќеска во НБА лигата, на 8 од нив победија гостинските екипи. Од тројката која победи на домашен терен,
Тимот на Оклахома го совлада Мемфис со 112-94, кога беше предводен од Кевин Дурент, кој постигна 26 поени. Екипата на Сан Антонио ја продолжи низата победи на домашен терен, откако беше совладана Јута со убедливи 123-98, додека Феникс со пораз ги спрати Шарлот дома со резултат 111-102, со што беше прекината серијата од 9 порази поред за Феникс. На гостински терен победи остварија Клиперс, Нью Йорк, Индијана, Кливленд, Детройт, Торонто, Денвер и Далас. Петар Превц стигна до својот прв триумф на 64-тото издание на новогодишната турнеја 4 скокалници. Словенецот победи на 3 од 4 скокалници во Гармиш-Партенкирхен, Инсбрук и Бишофсхофен. На последната скокалница во двете серии имаше скокови со должина од 139 и 142,5 метри и освои вкупно 297,3 поени. Германецот Зеверин Фройнд прескокна 136 во првата, односно 141 метар во втората фаза, но недоволно за победа, па осамна на второто место во Бишофсхофен, но и втор во генералниот пласман со 290,5 поени. Третото место на подиумот го зазема австријецот Михаел Хајбек со 282,6 поени. Со 4 од 5 најдобри екипажи, Пежо доминираше на четвртата етапа во релито од Дакар, што се возеше во Сан Салвадор де Хухуи во должина од 429 километри. Првото место му припадна на Стефан Петер Хансел, кој за 11 секунди имаше подобро време од Карлос Саинс, а трет низ целта мина Себастијан Леп. Четвртата позиција му припадна на Насер Алатија на Мини, а доминацијата на Пежо ја потврди Сирил Деспре, кој заврши на петтото место. Во генералниот пласман Лепе пред Петер Хансел и Алатија како третопласиран. Во конкуренција на мотори, порториканецот Гонсалвеш на Хонда е прв пред сонародникот Фарија на Хускварна. Третото место од оваа етапа му припадна на возачот на Хонда, аргентинецот Кевин Бенавидес. Гонсалвеш води во генералниот пласман пред Бенавидес и Жан Бареда од Шпанија. Утре на програмата е петтата етапа во која надпреварувачите ќе влезат на територијата на Боливија, етапа долга 629 километри. Денеска имавме променливо облачно и посвежо време, со повремени локални врнежи од дожд, а на планините и врнежи од снег. Во продолжение деталите за временската прогноза. Тоа беше се за денес. Имајте убава празнична вечер. Пријатна.